Се бара објаснување од Брисел зошто во новиот извештај на Европската комисија македонскиот е именуван само како државен јазик. Прво председателот Иванов го повикал Ерван Фуере, за потоа евроамбасадорот да биде директно прозван во собранието каде ги презентираше заклучоците од репортот. Амбасадоре Фуере, наистина очекувам да ми одговорите на кој јазик јас во моментов се обраќам и како вие лично би се чувствувале доколку јас кажам дека не зборувате вие ирски јазик, туку го зборувате официјалниот јазик на Ирска или државниот јазик на Ирска. Понатака, дали сте свесни дека со ова се дава директен аргумент на Грција во преговорите да никогаш не попушти? Благодарам, почитуван колега. Колеги, ве молам. Аплаузот со кој дел од пратениците од власта го поздравија настапот на Николовски, останатите во салата го разбраа како хероизам на погрешно место. Херои на оваа говорница и патриоти има многу. И добро е што е тоа така. Ги има во власта, ги има во опозицијата. Јас на оние од власта никогаш нема да им го одземам фактот дека ја сакаат својата држава. Меѓутоа, да бидеш херој на оваа говорница е лесно. Херои ни требаат таму каде што се бие битката, еве да искористам таа ваша реторика, за македонскиот јазик. Именувањето на македонскиот како државен јазик евроамбасадорот го објасни како недоразбирање. Ние се извинуваме за било какво погрешно, за било какво недоразбирање. Апсолутно нема промена, сакам да ве уверам, во однос на политиката, во однос на нашата политика. И доколку ме прашаат кој е официјалниот или државен јазик на земјата, јас ќе кажам македонски јазик. Ние ги следиме упатствата на Обединетите нации, кои што се пред мене, всушност, кога станува збор за ова прашање. Но ако внимателно се прочитаат изминатите извештаи на комисијата, тогаш ќе се види дека до пред неколку години Брисел немал проблем со именувањето на јазикот како македонски. Во 2005-та придавката Macedonian се користи и за народот и за јазикот. Наредната година Macedonian го има во имињата на некои установи, но не и за именувањето на јазикот и на народот. Во 2007-та придавката е значително помалку употребувана. Веќе во 2008 првпат се користи формулацијата државен јазик, а терминот Macedonian речиси и да го нема. Од тука се поставуваат две прашања. Зошто дури годинава се реагира на употребата на државен јазик и на што се должи ваквиот однос на Брисел кон Скопје? На првото прашање треба да одговорат оние кои денеска реагираа, а тоа не го сторија и пред 2 години. А на второто прашање одговорот можеби треба да се бара во немногу добрите позиции на Македонија во спорот со Грција, што и се рефлектира на документите кои произлегуваат од европските институции.